Почитувани, продолжуваме со Студио 10, следува оној разговорен дел. Првата тема посветуваме на хуманоста, за тоа дали и колку сме хумани како граѓани, како општество, како институции, како невладин сектор се разбира. Колегата Зоран Димовски ќе разговара на оваа тема со неговиот гостин Дејан Петанчевски од невладината, односно Сдруженијето Подај рака. Зоран, повели и повелете со разговорот. Да, Мира, благодарам за најавата. Треба сега да се зборува за онаа категорија граѓани за кои што највеќе треба да се зборува, затоа што тие се соочуваат со еден куп проблеми во однос на инфраструктура и во однос на тие институционални бариери кои што постојат пред се. Благодарам Дејан што прифативте да бидете гостин во Студио 10. Најпрво да ни се представите и вашето здружение кое што го раководите неколку години, хуманитарното, односно Сдруженијето Подај рака. Добар ден и пред се благодарам за поканата во вашето студио. Јас сум председател на Сдружение Хуманост 2022 Подај рака од Скопје, кое е формирано во 2022 година. Како хуманитарно здружение имаме доста голем број на активности и помагаме колку што можеме на ранлива категорија на граѓани, лица со посебни потреби, а главна цел ни се пред се лицата со посебни потреби, за кои што највише, како што кажа и ти, се луѓе кои што им треба најголема помош. Да. Меѓу оние активности и помош кои што ги давате за оваа категорија граѓани се и следните активности за кои што ќе зборуваме, тоа е маршот кој што ќе се одржи во Скопје. Сега, да, во соработка поддршка од Хуманост 2022 на Сдруженијето на телесни инвалиди Мобилност од Скопје, даваме целосна поддршка за маршот кој што ќе биде на 30 овој месец, со почеток во 10 часот, ќе биде од Порто Македонија до Дара Џамбас. Тука ќе биде обележувањето по повод обележувањето на лицата заболени од мултиплекс склероза. Тука се приклучени дистрофија, параплегија и детска парализа. Освен овој настан, исто така сакам да напоменам дека како хуманитарна организација и лани и ова лето направивме една кампања наречена Бесплатен одмор за деца со посебни потреби и за семејства од ранлива категорија на граѓани. Да. Која е целта на маршот и какви се активности ќе има во овој одмор кој што помагате за лица со посебни потреби? Целта на овој марш пред се е да се видат овие лица заболени од МС, како што кажав, параплегија, детска парализа и дистрофија. Тоа е најголемата идеја, цел е да се видат и дека и овие лица се активни, дека може да бидат потребни на ова наше општество. А што се однесува до проектот Бесплатен одмор, идејата дојде лани, така седејќи на маса со моите колеги и дојдевме до идеја, ајде ќе организираме да видиме како ќе биде. Лани имавме негде околу 50 семејства, а оваа година чекаме да видиме бројката, има заинтересирани, има доста донатори кои што ни помагат, пред се голема благодарност до нив и сите активности не би биле завршени без нивна поддршка. Да се вратиме на маршот, велите целта е да се видат оваа категорија на граѓани, меѓутоа колку допира нивниот глас до институциите со оглед на проблемите со кои што се соочуваат и за кои што постојано зборуваме во јавноста како медиуми, вие како невладин сектор? Вака сега, да се чуе гласот.
гласот на овие лица, како што ја напоменав, пред се сакаме да помогнеме, да докажеме дека без разлика кој што од кој и од која болест е болен, е потребно, може, има инспирација за работа, за волја, за живот, да видиме, да потегнеме поголемата иницијатива и респект према овие граѓани. Кои се проблемите? Пред се да ги споменеме инфраструктурните проблеми. Знаеме каква е состојбата во сите општини, па и влезот пристапните места во институциите. Како што знаеме, пристапните места за жал се многу лоши. Се бориме и сакаме да издействуваме да има пристапи до сите институции. Правиме напори, притискаме кон оваа и прошлата влада да го чуе нашиот глас дека доколку тоа лице нема помошник, нема придружник, не ќе може сам да обави работата. Така да, за разлика од лани, нешто почна да се прави. Каде нешто почна да се прави? Да бидеме поконкретни, дали може би имате некоја бројка колку институции во Скопје, централниве, имаат пристапни рампи? Не мора да ги кажеме со име. Немам точна бројка, меѓутоа само можам да кажам дека има доста некои институции кои што го слушнаа нашиот глас, потегнаа иницијатива и направија пристап за овие лица. Затоа што без разлика, ќе напоменам, без разлика ако тоа дете или тоа девојче е во количка, не мора да значи дека не е потребно за општеството. Според некои мои сознанија, има веќе некои лица со посебни потреби и вработени веќе во државни институции. Така да правиме напори, притискаме да бидат сите институции пристапни и тоа. Најважно е гласно да се зборува за овие проблеми. Да се подигне гласот. Какво е... Извини, Заки, ова не е протест. Ова не е ништо. Ова е обичен марш да се видат тие лица. Да видат како живеат, како сакаат да постигнат нешто за ова општество. Така. А каква е состојбата во јавниот превоз? Затоа што, нели, во јавниот превоз и за сите е лоша состојбата, меѓутоа посебно за оваа категорија граѓани. Затоа сакам да напоменам. Јавниот превоз сега со новите автобуси што ги пуштија, колку толку е пристапен. Меѓутоа сакам да напоменам дека оние стари автобуси што ги викаме ние кинеските, на ниеден автобус не функционира рампата. Во новите автобуси функционира. Меѓутоа, треба да напоменам да имаме и малку и ние култура и респект према тие лица. А не застанал на автобуска, чека автобус, шоферот се седи, а не ја спушта рампата. Имаше такви некажани инциденти, меѓутоа несакани действија, каде што буквално ти затвара врата и се заминува. Реагиравме, донесоа нови автобуси, ги пушти, меѓутоа се малку. Имаме проблем, исто сега ќе напоменам, не партиски избора, ќе напоменам, имаме проблеми со комбинијата за превоз нови. Имаме проблеми со пристапноста, како што напоменав. Некогаш во овој живот, мене лично ми се десило да чекам со мојот другарче автобус, да го качам, на моја реакција на шоферот, мајсторе,
стане и спушти ја рампата, па ти зашто си ми вика? Така да, колку и да притискаме, треба да напоменам, треба и малку култура да имаме и респект према тие деца. Да. Колку според вас, според вашето искуство, системот ги препознава вашите потреби, дали од нив произлегува некоја иницијатива за помош во пари или пак можеби во асистенти и слично? Вака сега, како што напоменате, веќе мислам дека е година дена, почна да функционира и асистенти на лицата со посебни потреби. Меѓутоа имаме голем проблем што со асистентите за школа. Многу мал број имаме на асистенти. Црвениот крст на град Скопје организираше обука за овие асистенти. Меѓутоа, не знам како да напоменам, немаше голем одзив. Дали некој не сака да помогне. Меѓутоа, рековме, ние најголем проблем е асистентите. И сакам едно да напоменам. Без разлика и лани го напоменавме у емисијата и оваа емисија. Најголем проблем е со дневните центри. Што понатаму по смртта на родителите на лицата со посебни потреби. Затоа тоа дете да иде во институција, во некоја институција, да биде оставено на милост и немилост. Не. Ајде да се споиме, да се сплотиме, да се изградат центри каде што ќе може по смртта на неговиот родител да биде згрижено тоа дете. Да не го оставаме само да готви, само да се облага, само све. Тоа е најболната точка за лицата со посебни потреби. Како живеат овие лица? Сигурно имате вие контакти како здружение кои што станале без родители, мораат сами да се смогат. Имаме контакти, мислам дека пред година или две, не ме фаќате за збор, во Струмица беше формиран групен дом каде што беа сместени овие деца. Меѓутоа, тој дом функционира, меѓутоа нема персонал, нема обучен персонал. Нема кое лице, греот е да го гледа затворено 24 часа. На тоа лице му треба комуникација, дружење. Што правиме понатаму? Тоа лице сака да се дружи, сака да формира фамилија. Не може да формира затоа што не искача, не се дружи, не може да се дружи. Ајде, затоа уште неш апелирам до сите институции малку да подигнеме свеста према овие лица. Да се отвора што повеќе групни домови. Да се отворат институции каде што ќе бидат сместени. Затоа што тие деца не се најдени на улица. Тоа е болест од Господ. Меѓутоа, таткото не може. Има ситуации каде што мајката не може да работи, поради тоа што детето нема кој да го чува. Кој да го пресовлече, кој да го однесе на лекар, кој да му помогне за јадење. Ајде, луѓе, дигнете ја свеста да помогнеме на овие лица, да искочат од таа темнина. Они имаат темнина. Верувајте дека имаат многу голема темнина. И деки сега навака нека вашето студија. Има случај исто. Претходно што го напоменав. Дете со родител во количка чека да му биде отворена рампата. Шоферот се седи, не станува. Станав јас да ја отворам. Меѓутоа не функционираше. Па станав, го дигавме тоа дете. Тоа е траума за тоа дете. Значи, не е само до институциите на системот кои што
нели малку преземаат за оваа категорија граѓани, туку и до свеста на народот за оваа категорија граѓани. Буквално нема никаква свест. Не можам јас да, ако треба, ќе напоменам, лепи сол ке јадам, ама на тоа дете ќе му помогнам. Не можам да гледам дете во количка, искочено на улица, само. Татко му на работа, искочена со баба му. Таа стара жена ќе живее уште 5-10 години. Што понатаму? Пристап во сите згради нема. Нема никаков пристап. Имаше случај, да не напоменувам кој е лице. На 7 спрат, таткото и мајката ја си минјаа со количка. Зашто? Затоа што станарите не се сложиле да има рампа. Или сега новите згради што се прават. Еве, како медиум, ве поканувам, дојдете да снимите, да видите какви се рампите. Криви. Така. Да, навистина болни теми кои што ги кажувате со доста голема емоција. Меѓутоа би сакал да се навратиме на овие центри за згрижување кои што имаме еден таков, како што кажавте, во Струмица. Кои се одговорите на институциите во однос на оние фалинки кои што ги кажавте, недостиг на кадар, меѓутоа и потребата од вакви центри да се отворат и во другите поголеми градови во земјава? Како што напоменав, единствен таков групен центар, групен дом кажано, е во Струмица. Ние како хуманитарна организација поднесовме иницијатива до сите општини, оние простории, кажано простории празни, кои што се под нивна надлежност. Дајте ќе го направиме, еве, како хуманитарна организација, ќе организираме акција, ќе најдеме донатори, ќе се опремат. Дајте тие деца да ги направиме да се дружат, да ги поттикнеме да не седат дома, да го натераме да излези. Институциите сега за сега молчат. Сте разговарале со нив, сте били на средба, сте покренали конкретно јас не, меѓутоа колеги мои биле, разговарано е, кажано зоки там тапкање порамо ќе биде. Така. Кога? Добре, господине, што прават овие деца со посебни потреби, чии родители починале? Кој се грижи за нив ако ги немаме овие центри, ако седат сами затворени во установите? Јас колку што сум запознат, веќе во групниот дом има неколку лица кои што седат таму, а нивните родители се починати. Има неколку стручни лица кои што се грижат, меѓутоа тоа е многу мал број. Немам точна бројка да кажам колку лица се сами, кои што прават напори на некој начин нивните родители да им помогнат. Ама ти ќе им помогнеш. Секој родител се бори за тоа дете. Што после тоа? Каде тоа дете? Да биде дадено во дом? Да биде дадено на некој згрижувачко семејство? Водете, јас ги поддржавам идеите на самата влада за згрижувачко семејство. Меѓутоа, прво тоа семејство, ако сака да згрижи такво лице, треба да биде обучено. А не, ајде ќе го земам, ќе земам од државата пари, па како живее. Не. Нема да дозволам. Еве ви кажувам дека нема да дозволам. Нема да дозволам никој да си игра мајтап и кажано малверзации да прави со тие лица. Да, најверојатно има згрижувачки семејства кои што добро се грижат за овие деца кои што нели се згрижени кај нив како. Да, меѓутоа верувајте, колку што имам информација, тие деца патат ако се во згрижувачко семејство.
ние потегнавме иницијатива до детско село, да поведат евиденција малку и проверка на тие семејства што се грижуваат деца. И сега сакам да напоменам најголем проблем во целата држава е тоа што правата на лицата со посебни потреби се скратени. Верувате дека тие права, мобилност, туѓа нега, детски додаток, Тоа беше следно прашање, каква е состојбата со овие социјални... Проблемот е тука. Многу права на многу деца им се укинати. Образложение? Образложение буквално иде, му доаѓа термин на комисија, иде на комисија, ако е во количка, конкретно зборам за туѓата нега. Ако не, туѓа нега, или тоа е кажано туѓа нега, ние го викаме, по правило нега за тоа лице. Иде на комисија, едва се движи, со помагало. Дали бастон, дали штака, дали одалка. Влегува на комисија, го гледа, добро. И после одбиено. Има луѓе, јас, што ги знам, лично, што работат. Тоа се ваши членови, познаници кои што доаѓаат во здруженијето, во контакти се со други здруженија, овие информации се од таму произлегуваат. Кои што работат, кои што прават напори да издействуваме овие права. Сега има најава нешто да се скратува правата. Ајде вака да прашам, дали, пример зборам, јас како лице со посебни потреби, немам татко, немам мајка, сам живеам. Дали можам да обстанам со 10.000 денари? Што е тоа? Ништо. Мајта играње. Му е дава туѓата нега, му века за 6 месеци на комисија. За 6 месеци ќе му се подобри ситуацијата? Не. Нема да стане од инвалидска количка сигурно така. Од никој случај. Или да го фрли бастон. Или да му израсне нога. Еве конкретен пример. Твој колега од ТВ Сител, Сашо, кој што нажалост почина. Ампутирана нога. Го одбиваат за туѓа нега. Го одбиваат за мобилно. Ампутирана и сечена. Му вика, ти можеш да одиш. А како да оди? Со штаки? Што ќе му порасне нога? Не. Така, господин Дијан, при крај сме со разговорот. Како последно прашање ви прашава каква е состојбата во образованието, нели претходно зачнавме во однос на образовни асистенти, меѓутоа чинами во Скопје имаше едно училиште средно каде што тука децата, односно лицата со посебни потреби, средношколците се едуцира, меѓутоа тамо каква е состојбата во однос на услови, во однос на кадари и слично. Вака, точно, заке во Скопје постои такво училиште. Затоа што тоа е основата за развој на секој поединец со образованието. Таму условите се прекрасни. Нешто позитивно е на крај да... Еве, конечно, ке кажам, позитивна е работа. Прекрасни луѓе, прекрасни комуникации, прекрасно е све. Но, сега не знам дали сте запознати. Имавме иницијатива ни поплата од родител. Дете со аутизам. Психички малтретирано од негово соучеште. Така, булингот е секаде без разлика. Тоа е тоа. За кое меѓутоа, училиште... пак уште еднаш за крај, ке кажам, луѓе, како што сите сме здрави, живи, и тие се луѓе, дајте да им помогнем. Колку можеме, толку. Да не ги оставиме на завод на времето, да не ги оставиме сами. Ајде да отвориме групни домови, да се социализираат тие луѓе, да се отворат клубови, кај што ќе се дружат,
да се, еве сега имаме иницијатива со уште една организација да отвориме клуб каде што има шах за слепи лица, шах за телесни инвалиди, шах за лица во количка. Каде што има пинг-понг, каде што има други игри. Тоа е еден склоп на дружење. Што повеќе се дружиш, подобро е. Така. Господине Дејан, за на крај, ако може да ги поканите и граѓаните да дадат поддршка на маршот кој што ќе се одржи на 30 јуни, тосно времето да го кажете, локацијата. Да. Локацијата, а за маршот, прво се, како медиум, ве покануваме да дојдете, да го проследите маршот, ги поканувам сите луѓе, добронамерни и сите поддржувачи на овие лица, да дојдат. Почетокот е во 10 часот, се собираме 30 јуни пред порта Македонија. По десната коловозна лента, мислам дека е булевар 11 октомври, до просториите на Даре Џамбас, ќе има еден конвој на колички, каде што ќе видиме, да ги видиме, да искочат, да дадат, ако ништо поише поддршка. Така. Ви благодарам за разговорот. Така, Телевизија 24 ќе даде поддршка на овој марш кој што ќе се одржи на 30 јуни пред порта на Македонија. Благодарам Дејан уште еднаш за разговорот. Во продолжение проследете го останатиот дел од Студио 10 со колешката Миријана Трчевска.